Намален бројот на скршеници и интервенции на брзата помош за време на празниците и голом мразицата која го зафати главниот град. Иако за нова година докторите имаа полни раце работа, а надлежните апелираа да не се излегува без потреба на поларните температури, граѓаните генерално се придржуваат до препораките, што доведе до намален број на интервенции на брзата помош. За само 4 дена откако падна првиот снег, хитната медицинска помош интервенирала на само 4 скршеници. Меѓутоа се уште е голема бројката на астматичарите и хронично болните кои најмногу се погодени од ниските температури. За среќа, директно последици од ладното време немаше многу. Скршеници имаше вкупно 4 во претходниот период, што е за пофалба и изненадување позитивно за нас, за разлика од другите години кога сме имале многу повеќе интервенции. Што се однесува до поканите, претежно беа на хронични болни, каде што се искомплицира состојбата, време на вирози се сега еве и грипот, така да оние сите хронични болни како компликации има проблеми со дишењето, болки во града и така натаму, тука имаше наши интервенции во зголемен број. За разлика од тоа, овие последни 2 дена за среќа имаме намален број, некаде сме на нормала околу 120 на повици дневно, односно покани кај нас. Претежно се движат истите тие хроничните болни, каде што имаме комплицирање на ситуацијата, на состојбата и таму каде што проценуваме ни интервенираме. Иако денеска температурите се во благ пораст и полека попушта мразот кој ги околва улиците, од УХМР предупредуваат дека и во наредните денови температурите се очекува да паднат, а веројатни се и нови врнежи на дожд и снег во текот на следната работна недела. Утре до крајот на денот со зголемената облачност ќе имаме и услови за нови врнежи, но слаб снег. Слабиот снег претежно ќе биде во јужните делови од земјата. Во вторник зголемена облачност, уште малку повисоки температури и понатаму негативни дневни температури и снег, слаб снег преку денот. Во среда веќе ќе имаме и на повеќе места дневни температури некој степен над нулата и со се повеќе сонце во среда, а потоа и во четврток ќе имаме малку попуштање на студот, а нови врнежи од дожд имаме со јужното струење кое ќе започне на крајот од следната работна недела. Македонија денеска се разбуди со рекордно ниски температури до минус 28 степени Целзиусови во Берово, додека Охрид и Гевгелија имаа највисоки температури од плюс 4 степени.